Најновите измени на изборниот законник во делот на медиумите, донесени во нетранспарентна постапка, со која медиумите и новинарите се ставени пред свршен чин, се скандалозни и апсолутно неприфатливи за новинарската и медиумската заедница. Двојното зголемување на казните отвара многу прашања, но едно е сигурно. Дополнително ќе го зголеми притисокот врз медиумите. Казните кои што се предвидени во законот се непропорционално и се однесуваат на сите медиуми. Ако една казна е соодветна за еден вид на медиум, тоа не значи дека таа казна, ако биде изречена за, да речеме, за интернет порталите или за печатените медиуми, може да предизвика и затварање на медиуми. Воедно, силно се спротивставуваме на обидот на секакво законско регулирање на интернет порталите. Не може да се наметне иста законска регулатива за различни медиуми. Казна од 8.000 евра за интернет портал или за печатени медиуми значи затварање на медиум, што во никој случај ние не смееме да го дозволиме. Го повикуваме медиаторот Питер Ван Хојте веднаш да ги вклучи представниците на новинарите и медиумите во разговорите. Со тоа ќе се стави крај на ваквиот нетранспарентен начин на договарање на партиите зад грбот на новинарите, медиумите и јавноста и ќе спречиме лоши решенија кои нема да бидат системски и одржливи во интерес на слободата на медиумите. Ако не се преиспитаат казните и ако не бидеме вклучени во разговорите, ќе организираме протести пред клубот на пратеници. Исто така, ќе повикаме медиумите и новинарите да ги бойкотираат евентуалните решенија што ќе произлезат од разговорите и партиите сами нека организираат фер и слободни избори без новинарите. Тирани сме затоа што интернет порталите на мала врата ги пикнаа во законот и ги третираат како медиуми. Се прашуваме дали следното е да ги стават и во законот за медиуми и да ги дефинираат и на кој начин да им се отвори можност за натамошно ограничување на слободата на изразување. За тоа нема потреба. Интернет порталите, ако не секаде во светот, барем во Европа, никаде не се регулирани со посебни медиумски закони. Тие веќе се регулирани со законот за кривична постапка и со граѓанскиот закон за навреда и клевета. За нив исто така важат и законот од работни односи, законот за авторски права и законот за невладини организации, ако издаваш на интернет портал е невладина организација. Затоа нема никаква потреба да бидат регулирани со посебни медиумски закони. Пресконференција на медиумските организации со која сакаме да им порачаме на оние кои не доведоа до ова дередже да бидеме најниско платена професија во регионот и постојано да тонеме во рангирањето на слободата на медиумите, дека не сме наивни и нема да дозволиме зад затворени врати со пазарења да ни кројат судбина оние кои што немаат елементарна општа, уште помалку демократска, а најмалку медиумска култура. Ние, медиумските организации, сме заедно и сме сплотени и немаме намера да молчиме и да дозволиме за затворени врати да ни носат решенија оние кои што регулацијата ја сваќаат само како обид, како начин за казнување, цензура и селективна примена на правдата. Синдикатот на новинарите особено е згрозен од влегувањето на интернет порталите во регулација. Сакам да дадам коментар во врска со она што го имаат како став здруженијата, синдикатите, различните асоциации на медиуми. Би сакал да кажам дека она што ние како политичка партија го застапуваме на овие разговори е во линија на тоа што организациите го соопштуваат, а тоа е во согласно со законот за прекршоци намалување, односно нивелирање на глобите, односно оние субјекти кои што имаат поголеми приходи, поголем број на вработување, ќе имаат одреден поголем процент од тоа што е пропишано како глоба, а оние кои што се помали субјекти следствено на тоа ќе имаат, што значи ефективно намалување значително на глобите во согласно со веќе усвоениот закон за прекршоци. Тоа е една работа. Втора работа, нашиот концепт кој што го промовираме на овие разговори е стимулирање и поддршка на саморегулацијата помеѓу новинарите внатре во секоја уредувачка редакција и генерално како
како проблематика во Република Македонија од аспект на постигнување на повисоки стандарди, етички стандарди, стандарди на новинарството и одговорност во обавување на оваа професија. Тоа е краток коментар од моја страна, сакам да го знаете, за да не се доведеме до различни толкувања кои какви предлози дава. Оние предлози за кои што се дискутира не се за зголемување на казните, не се став на ВМРО-ДПМН, туку се став на некоја од другите три политички партии предложени на работната група. Ако има било кои прашања, повелете. Сакам да ние денеска баравме да бидеме вклучени за тоа што испаја дека се договарате за медиумите и новинарите, а ние не сме дел од таа приказна и немаме можност да партиципираме кога се договарате. Значи, кој е ставот на ВМРО за ова наше барање? Значи, ние во минативе повеќе недели разговаравме со многу представници на вашата села, со многу представници на локални, на регионални телевизиски станици, со многу представници на медиумите, со практично цела една сфера на луѓе кои што се заинтересирани за оваа тема, а не се само новинарите, но пред се со новинарите, заради тоа што слободата на медиумите и нивното функционирање е јавен интерес, не е интерес нити само на политичарите, не е интерес нити само на новинарите, е интереси на стопанството, е интереси на синдикатите, е интереси на верските заедници во Република Македонија, така да собравме доста видување и доста размисли и планираме до крај на целиот процес да го правиме тоа со сите оние кои што се заинтересирани да ни дадат идеи, сугестии и предлози, така да како ВМРО-ДПМН немаме никаков проблем со било кој поединец од вашата фела, со било кое здружение, без разлика дали е репрезентативно или нерепрезентативно, да ги разговараме овие проблематики. Нашата идеја е да се подобруваат стандардите, да работиме на стандардите. Сте за вклучување на во разговорите или не сте? Прашањето е многу. Значи ние разговараме, тоа сакам да ви го кажам. Ние разговараме со многу представници на вашата фела. Не можам да го кажам тоа заради тоа што во овие разговори има повеќе страни вклучено и тоа е прашање на договор помеѓу сите. Ама вас ја ве прашувам, ја не ги прашувам другите. Вие како ВМРО-ДПМН, дали се согласувате организациите на новинарите и медиумите да бидат дел од разговори? Значи, ви го соопштив мојот став и останала на тој став дека ние досега разговаравме со многу представници од вашата фела и како ВМРО-ДПМН сме спремни да продолжиме да разговараме. Programs, what type of programs they should foresee, how many minutes they should spend on this type of music and so on. This is not the mandate of the government or of the state. That's up to leave it up to the media themselves to organize themselves, I would say, to decide what they want to do and how they want to do it. Give them please the space they need to please and to flourish and to do whatever they have to do. I have seen a lot of competent people, really competent journalists as well, and I believe this is the people we need to support also in the coming months and years in this environment. It is not hopeless because the people are there, you have the competent people, but let's give all of you the space to do the jobs you have to do. Okay, the last one you mentioned, is that the article which states that we need this much of percentage of domestic production? Yeah, that's related to these articles. Yeah. Okay. I can imagine that for the public broadcaster you have certain quite broad definition that you try to promote culture and diversity and so on. But for the private media, come on, is this a free market or not? It's a censorship. What about next deadline? Do you have any? My deadline, I told him yesterday, is we hope that we can submit all legislation relevant for this. It's about media legislation, the legislation related to the regulator of the media, and also legislation related to access to public information. This is also very important, as well as to defamation. This whole package should be ready for submission to Parliament into procedure next week, Friday. That's the ambition. Whether we will succeed, I don't know, but that's the deadline that we pushed for yesterday. Do you have positive receipt from the parties, all these positions that you say before? The battle is far from over, I would say. There's a long way to go, but I think there's increasing understanding that you cannot improve the system just by replacing some people. There is a need to do much more. This I like. This is the really long-term vision development that we need to go for. I think all parties got the message. Okay. We will today
I think till 5 more or less we will meet, I think at latest. Maybe depends a little bit on how the discussion will develop, but it's probably not longer. Thank you. Thank you. Thank you.